Треба ли да ни се случи уште некоја голема трагедија за конечно да се направат законски измени и институционално да го активираме системот за исчезнати лица, најдиме. Ваков сличен систем има воспоставено во Хрватска, Бугарија, Грција и Србија. Србите за прв пат го активираа пред неколку дена, кога исчезна 2-годишната Данка Илик. Таму веднаш беше активиран алармот, прекината беше програмата на сите медиуми, сите граѓани добија SMS порака со детален опис на исчезнатото лице. Ликот на малата Данка беше насекаде. Тоа впрочем е улогата на системот за брзо алармирање и пронаоѓање на исчезнати деца. Кај нас засега е само во форма на веб страница najdime.org.mk, проект кој го реализираше невладината Новинари за човекови права. На неа може да се постави профил за исчезнато лице, се пополнува со генералите. Потоа, откако ќе провериме, односно и препорачуваме во самата апликација кога се пополнува на веб страната да биде лицето пријавено во МВР за исчезнато. Потоа ја објавуваме пријавата за исчезнато лице, ја споделуваме по низа канали кои што сега во моментот не се достапни. Страницата беше официјално промовирана во декември минатата година по исчезнувањето, а потоа и убиството на 14-годишната Вања. Засега се уште функционира на ниво на невладини организации и доброволно вклучување на институции и предпријатија. Ние со институциите соработуваме убаво, меѓутоа ние не сме како невладина организација во позиција да можеме да да наложиме или да побараме од медиумите, од компаниите тоа да го прават во оваа фаза по принцип на обврска, го правиме по принцип на добра волја, односно со билатерални договори. Според официјалните податоци на МВР, од јануари 2020 до март 2024 година за исчезнати биле пријавени 54 деца, од нив 49 се пронајдени, а потрагата е се уште активна за 5 дечиња.